Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денешнава моја тема гласи: зошто луѓето се интересираат толку многу за окултното? Зошто има толкав интерес за тоа окултно, скриено, непознато, за човекот каде што постои голема опасност за човечката душа? И навистина, живееме во модерен свет со големи изуми и достигнувања, а сепак, не можам да се начудам зошто луѓето имаат интерес за окултизамот, посебно за суеверието. Поплавени сме од голем број на секаков вид пророци или секојдневно предскажуваат нешто, исцелители, чудотворци, месии, кои на еден или на друг начин ги уверуваат луѓето дека имаат моќ да направат нешто добро. Нормално добро за нив. Многу млади луѓе директно или индиректно го почитуваат таткото на лагата, тоа е ѓаволот, или сатаната, или според Библијата старата змија. Статистиките покажуваат дека мнозина кои се занимаваат со вакви нешта имаат душевни и секакви други проблеми, запаѓајќи во амбисот да си го одземаат и животот. Не постои весник каде што не се пишува, например, за хороскоп, астролошките карти. Сето тоа веќе се смета за нормално, па дури ги покануваат астролозите пред некој голем настан, значаен ден или настан да ги кажат нивните предвидувања, особено пред Нова година. Ние христијаните тоа го гледаме како знак и исполнување на библиските пророштва и да не бидеме изненадени. Но Бог уште многу одамна го предупреди неговиот народ да не ги следи овие пагански обичаи, кои можат да му бидат стапица за пропаст. Например, во 3-та Мојсеева книга е запишано: ако некој се обрати кон мртвите или духовите, јас ќе се свртам против таквиот човек и ќе го отстранам од неговиот народ. Тоа е запишано во 3-та Мојсеева книга, 20 глава, 6 стих. Почитување. Гатањето не е само, например, некое народно наследство од старите времења. Трагедијата на модерниот човек е во тоа што и покрај големите научни откритија, изуми, тој и понатаму се занимава за суеверните работи, односно сака да се занимава и ги продлабочува, што е многу важно. Народот има мобилни, компјутери, комуницира со целиот свет на сосема софистициран начин, а од друга страна го гледаме тој ист народ, луѓе, ја прашува некоја си баба како да го отстрани урокот од себе. Се мислам, во нашиот народ не постои бебе, дете, да не е однесено на некоја таква баба. Зошто е тоа така? Проблемот е во тоа што на човекот, како создадено битие, му треба водство и сигурност во животот. Ниту ти или кој да е не е без оваа потреба. Секој човек има длабока потреба во себе, за да го бара Бог или да најде нешто што ќе го осмисли животот. Бог како наш татко се погрижи тоа да го даде на секој човек. Например, Исус Христос умре на Голгота, на крст, за моите и за твоите гревови. Ако му го предадеш животот со вера и покаяние, тој ќе ти прости и ќе ти даде нов живот. Ако не веруваш во Божиот Син, тогаш си во робство на ѓаволот, кој си поигрува со твојот живот, токму со овие пагански и суеверни појави. Да, токму со нив. Демонските сили, ѓаволските сили, дејствуваат и ќе дејствуваат и понатаму, само да немаш допир со вистината која се откри во Исус Христос. А Исус рече, само вистината ќе ве ослободи. Бог ни забранува да се занимаваме со овакви појави и со тоа ја искажува неговата таткова грижа и заштита. Ако бараш услуга од гатач или спиритист, тие колку и да се модерни
и да употребуваат фрази кои се прифатливи за модерниот човек, всушност го прашуваш ѓаволот. Тој се крие зад сите овие суеверија и паганштини. Мнозина се измамени преку разни религиозни предмети, во форма на крстови, слики, икони и секакви иконографии кои оддаваат впечаток на искрена побожност. Христос сите тие кои се занимаваат со тоа ги нарече волци во овчи кожи. Никаде во Библијата немаме потврда дека предметите во облик, побожен облик, треба да ни служат како средства за доближување до Бог. Бог е дух, вели Библијата во Евангелието според Јован 4 глава. И секој пристап кон него е во дух и вистина, зашто Бог сака такви поклоници. Бог, например, во 5-та книга Мојсеева 18 глава вели вака: да нема некој меѓу вас кој ќе ги принесува своите деца низ оган, ни врачари, ни астролози, ни бајачи или сонувачи, спиритисти, тоа се повикувачи на мртви, ослободувачи од уроци, зашто сите овие нешта се грев пред Господ. Тоа е запишено во 5-та книга Мојсеева 18 глава. Гледањето, например, во дланка, гледање во кафе, карти, телепатија, хипноза, астрологија, хороскоп и така натаму, сите овие и многу други нешта спаѓаат во тежок и гнасен грев, одвратен пред Господ. Сите овие нешта, макар и да се завиени во плашт на наука, демонските сили ќе ги одведат луѓето во вечна пропаст. Суеверните нешта ги контролира таткото на лагата, принцот на темнината. Тука, например, спаѓа и бројот 13, од кој мнозина се плашат. Детелината со 4 лисја, црна мачка, бел лук, црвен конец, што уште не. Тоа без сомнение е вратата на темнината. Например, хорор филмовите се многу популарни меѓу младите. Книги за вампири, парапсихологија, медитација. Кој е крив за сето тоа? Стравот од утрешниот ден и гладта за смислата на животот ги тера луѓето да се занимаваат со тоа. Мнозина се свртуваат на старите вредности, барем да беа вредности, и ја воздигаат традицијата, религијата без трошка покаяние и промена на животот. Ако една религија не го променува мојот живот, таа религија не ми е потребна. Сето тоа се смета за феномен и модерен тренд. Например, за психолозите и етнолозите, ѓаволот е само символ на човечкиот религиозен страв пред непознатото. Тоа за нив е парадигма на зло и персонификација. Но мора на сите да ни биде јасно дека Библијата ѓаволот го представува како реална личност, зло битие кое се противи на Бог и действува скриено за да мами. Но сепак на крстот Исус го победи, го порази ѓаволот, старата змија, и му е смачка главата. Мнозине кои се занимавале со вакви нешта, Исус ги ослободил, ги спасил преку крвта негова. Немој ти да ја плаќаш цената со тоа што ѓаволот ќе те вовлекува во неговите игри. Цената ја плати Исус и нема потреба и ти да ја плаќаш со тоа што ќе се обидеш на друг начин да се спасуваш од вакви проклетства. Твојата душа вреди повеќе од било што на овој свет. Таа му припаѓа само на Бог и на никој друг, зашто е од Бог создадена. Бог комплетно го создаде човекот со дух, душа и тело. Библијата нагласува дека Христовата крв има сила и моќ на ослободување преку дејството на Светиот Дух. Бог ветува дека ако се покаеш, ќе го испрати во тебе Светиот Дух и ќе те ослободи од сите суеверија и окултни појави. Исус вели: ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Слободата е духовна. Кога Исус ќе те ослободи, сатаната веќе ќе нема власт над тебе. Направи го тоа, стори го тоа уште сега, денес, додека е свежо тоа што го слушаш. Повикај го Бог во молитва со едноставни зборови, онака како умееш да ги кажеш, и не дозволувај никој да ти го одземе тоа што Бог ти го дава во Исус Христос нашиот Господ, а тоа е вечен живот.
Бог и во Стариот и во Новиот Завет строго му забранува на човекот да има допир со сите овие суеверија, што ги спомнав. Исус рече дека тој е патот, вистината и животот. Нема потреба од други патишта и други вистини. Во Него, и само во Него, во Христос се скриени сите богатства на мудроста и знаењето и животот. Кога го бараме Него, ние се исполнуваме со потребите за која копне нашата душа. И не само тоа, туку го откриваме животот по смртта, кој е реален и вистинит. Ако не доаѓаме во молитва преку Исус и бараме други патишта за разоткривање на тој живот, човекот автоматски потпаѓа под влијание и дејство на ѓаволот, кој го замаглува патот на човекот преку ваквите појави. Гледај оваа порака да не ја презреш со тоа што ќе помислиш кој ти ја кажува или дали е така. Бог има една вистина, таа вистина е во Библијата. Ако ова е забрането, тогаш останува забрането за секогаш. Има ли спас од ваквата состојба? Има. Господ Бог од секогаш го повикуваше народот на покаяние. А покаяние е основна тема на Библијата. Тоа е единствениот начин преку кој човекот може да се врати кај својот небесен татко, кај Бог. Например, зборот покаяние во Стариот Завет е употребен преку 45 пати. Тој збор на хебрејски нахам, преведен со покаяние, имплицира потполно жалење за своите гревови, за сите суеверија и вистинско кајање пред Бог заради истите. А пак метаноја е сроден со тој еврејски збор и тоа е свртување од тие суеверија во друг правец, во правда, во мир, во љубов, од својата волја кон Божјата волја. Например, пророкот Езекијел напишал вака: Покајте се и отврлете ги своите идоли, одвратете го своето лице од сите ваши нечистотии, покајте се од вашите гревови, од сите суеверија, за да не ве уништи беззаконието. Зошто да умрете, народе мој? Јас немам благопријатно расположение во смртта на оние што умираат, зборува Господ Бог. Затоа вратете се и бидете живи. Тоа е запишено во пророкот Езекијел 14 глава, 18 глава и така натаму. Например, пораката на Јован Крстителот и на Господ Исус Христос уште на самиот почеток беше со истата содржина како што зборуваа пророците во Стариот Завет. Тие го повикуваа народот, велејќи му: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Почитуван слушателу, Бог нека те благослови. Амин.